Оризовата арпа се уште стои во амбарите во Облешево. Земјоделците велат откуп нема. Не е започнат ниту откупот за стоковите резерви, а откупувачите ориз купуваат селективно, велат земјоделците. Според нив 50% од оризот стои, па неизвестно е како ќе се одвива наредната сеидба и колку од полето ќе биде под ориз. Откуп се уште не се врши за резервите. Оној редовен откуп го нема, го има само оној откуп што го откупуваат откупувачите на кој сакаат, така речено по квалитетот на оризот. Значи се уште немаме никакви позитивни информации околу откупот на оризовата арпа до денес. Според нашите проценки околу 50% производство е назад на залиха. Значи околу 10.000 тона имаме веќе на залиха, од кои очекувавме 3.000 да откупат за стоковите резерви, околу 2.000 рачунавме за сеидба на оризовите полиња, со 5.000 ќе се соочиме со проблем кој ќе ни направи проблем. Така да ако вака остане динамиката на откуп, ќе се соочиме да двете реколти 24 и 25 повторно се покупат. Според последните информации на оризопроизводителите, цената се движи од 22 до 25 динари за килограм оризова арпа. Ова е цена која што велат се диктира од страна на откупувачите. Затоа бараат мерката од 6 динари од владата да се продолжи, наместо до крајот на март да биде до крајот на месец август. Очекуваме од министерот да излезе овие денови со соопштение и да каже дека мерката од 6 денари ќе продолжи до август, бидејќи не се врши откуп. Повторно ќе кажам, откуп нема. Затоа мерката треба да продолжи до август. Доколку имаше интензивен откуп од 2 месеца, 3, тогаш се слагаме да таа мерка важи за одреден период, каде што ние како оризопроизводители ќе си го дадевме оризот, а тогаш мерката можеше да биде во тој временски период. Меѓутоа, бидејќи не се откупува по откуп даден од временски период, бараме мерката од 6 денари да продолжи до крајот на август. Сеидбата на оризот треба да започне кон почетокот на месец мај, но како што велат земјоделците и годинава ќе доцни. Едно заради временските услови обработувањето на нивите, друго заради наводнувањето.